Да се отиде еднаш на светско првенство е успех. Да се биде 10 пати последователно дел од мундијалите е сериозно достигнување кое му успе на спортскиот новинар од Македонија Мијалче Дургутов. Тој, заедно со Наташа, 40 дена беа дел од светското првенство во Америка и го живеа мундијалскиот сон. Еве најпрвин поздрав до двајцата, ви благодарам за одвоеното време. Мијалче, ќе започнеме со тебе, 10-ти мундијал, сериозно достигнување. Какви се импресиите и што значи за тебе да се биде дел од 10 последователни светски првенства? Искрено, во себе носам големи впечатоци, големи импресии и можеби дел од емоциите малку превладуваат во тој генерален впечаток. Сепак, 10-ти мундијал, да ги имаш едно по друго, не е мала работа. Единствено е, вака, трети ден после финалето, можеби малку и поексклузивно за вашата телевизија и за тебе како новинар кој ми направи чест и не побора. Се уште сум на границата, ако можам остро да поделам дали првенството беше генерално успешно или сепак оние недоследности околу судиските одлуки и сето тоа друго, ако има време да зборуваме, превладува. Тука ми е дилемата, инаку лично сум презадоволен од организацијата, од посетеноста, од квалитетот на голем број надпревари што беше покажен фудбал. Иако имаше и онака, фудбалски кажано, тапа надпревар. Гледавме едно светско првенство во поинаков формат со многу репрезентации. Ти беше дел од мундијалите од 90-та година, па наваму, ако зборуваме од фудбалски аспект, може ли ова светско првенство да се пореди со тие светски првенства? Кирил, значи, јас почнав да го следам светското првенство во Италија кога имаше на завршницата 24 репрезентации. 90-та година и 94-та имаше 24 репрезентации. Тоа беше собир врв на квалитетот и Југославија играше пред да се распане 90-та на тоа светско првенство, официјално заврши пета. 32 се воведува во Франција 98 година, тогаш Блатер веќе ја почна оваа работа која Инфантино само ја продолжи. Сега па е тоа друга тема, малку е подлабока, не е баш сега време за тоа да се зборува. Меѓутоа, конкретно на твоето прашање, мислам дека 48 репрезентации единствен ќар има само ФИФА и организаторите кога се во прашање приходот, парите и посетеноста. Сето друго оди на другиот таз, на загуба, играчите, тренерите, уморот, дури и досадата кај вистинските фудбаломани, меѓу кои јас се сметам, ја не можам да следам 104 надпревари како што сум следел 64 или кога играа во Италија и во Америка 24 репрезентации. Тоа ги гледав сите надпревари. Знаев на прсти и составите и стрелците. Сега малку се обидувам да одговорам на прашањето на излично искуство. И мислам дека не е добра одлуката. А она за 64 што го промовира, тоа е лудост. Тоа нема да биде, да знаеш. Ти кажувам пред тебе. Таа одлука нема да помине упиш. Како се коментираше мундијалот со се она што го донесе, сите овие промени кои што се случуваа, начинот на кој што беше организиран, на моменти можеби делуваше повеќе како спектакл, како фудбалски настан, меѓутоа тоа е карактеристично за Америка, за се она што тие го прават. Како во новинарскиот круг се коментираше ова светско првенство? И искрено да кажам, овде имам голем број пријатели со кои веќе се гледа на трето, четврто, со некои на подолго на мундијалите од различни континенти. И зборувавме малку и на оваа тема. Очигледно е дека на ова светско првенство број еден беше маркетингот, рекламите, парите кои ФИФА ќе ги спечели и сето оно поврзано со тоа. Единствено можам да најдам оправдување за бројот на гледачите. Значи, апсолутно сите стадиони беа распродадени. Таму каде што имаше, да речеме, по 50 и на 100 места празни, ние на Жилет стадионот во Бостон го видовме тоа со Наташа, тоа беа влезници кои веќе се продадени од страна на ФИФА, меѓутоа легалната препродажба. Сега па тоа е па екстра тема како функционираш во Америка, да не веруваш. Се ги препродаваат по 5-6 пати, тие беа празни, меѓутоа беа продадени. Така да, а квалитетот, знаеш како, мислам дека имаше многу добри надпревари. Само кога ќе се сетам од она 16 на финале наомо, почнувајќи од Аргентина и Зеленородските острови, преку Белгија и Сенегал, еве ги памтам.
Па Конго ми се водеше против Англија. Дали во група беше или сега не можам толку. Значи имаше доста, да не ги кажувам четвртфиналните Франција, Мароко, Германија кога елиминира. да, Германија со Парагвај. Имаше доста квалитети и генерално не може светското првенство да се прогласи, пак мислам, за неуспешно, бидејќи знаеш што е вистината. Сите пари кои легнаа во ФИФА од оние паузи за демек за како го кажуваме тоа за овладување, за хидрација, не може да многу не се тепам јас со тие стручните термини, сакам вака народски да го објаснам, да се освежат играчите, нели? Таму легнуваат пари на ФИФА. Видете сега, тие пари одат директно во федерацијата. Македонска фудбалска федерација ќе има ќар од тие паузи и од тие пари. Значи не е тоа измислено току така да го нервираат Мејалчо и Наташа или Кирил од другата страна, туку е измислено да се прават пари и тие пари да се дистрибуираат по националните фудбалски сојузи, вкупно 211 ги има членки на ФИФА. Така да, ако малку подлабоко размислиме, и тука има дел од оправдување за тоа. Мјалче, секое светско првенство, секој мундијал носи своја приказна, носи свој белег. Особено ако си бил на 10 последователни, можеш да направиш некаква разлика и што она што всушност го обележило тоа светско првенство, што она по што вие ќе го паметите како хайлайтс, што останува во сеќавање. Наташа, за тебе ова второ првенство, по што ќе го паметиш ти светското првенство? Прво, ќе паметам цел живот дека во тим со Наташа, која изворедно добро го изработи ова светско првенство од аспект на слика, на тон, на позиција, на местење на камери, на моменти што ги долови. Дури имавме сознание во се индесайдерски информации специјално за телевизија сите, од тие што ќе гледаат, другите нема да знаат, дека ни дозволи од ФИФА и да снимаме дел од надпреварите, бидејќи и тој маркетинг се подотвори, за разлика од УЕФА. Значи, ќе го паметам по тоа светското првенство, еве на пример дека Наташа го улови голот на Дембеле против Норвешка беше. Така, не играше Халанд. Најбрзиот гол го улови на светското првенство. Тоа само по себе покажува и се надоврзува на тебе дека маркетингот работи. Значи толку многу обезбедување има од ФИФА, таму луѓе вработени околу тебе кога си во новинарската ложа. И секогаш до сега било, барем кога е УЕФА еве во прашање, секогаш било no фото, no рекординг. Да. Значи не дозволуваат, нема шанси ти вадиш телефон да си направиш селфи или да се сликаш, ти викаат no, кога има пауза. А сега луѓето стојат покрај нас, никој не ти брани, значи едноставно дури јас прашав, се обидуваме секогаш да ги почитуваме правилата што ги даваат ФИФА и УЕФА, прашувам Кенај, можам ли да снимам? Ми вика, јес, снимај, нема проблем. Значи, немаше проблем од таков тип. ФИФА некако покажа многу широко градост кога е тоа во прашање. До нас сега на финалето немам уште објавено видео на нашиот ова е интересно. На 2 метри, 3 метри од нас беа во иста линија бевме, ќе се види тоа на видеото, а бевме со CNN. Не, BBC. Со BBC се извинувам. Тимот на BBC, каде што коментатор е Веј Руни. Веј Руни. И значи Веј Руни стои тука до нас, ние снимаме, некого снимаме, се вртиме, се зафркаваме, уживаме. Дури едно време му викам Веј, извинувам, викам Веј. И он ме гледа, знаеш, вака. Да. И вика, кој е оваа будала се? Викам, go to the pitch and score a goal. И почна да се смее. Да. Се обидам да објаснам на гледачите колку е тоа непосредно, Кирил, ме разбираш? Не да се пофалиме. Фактот е дека колку е непосредно, колку е отворено. Фактот е дека ФИФА беше тоа дозволено и нас не беше многу лесно, многу убаво и сите оние видеа што ги направив со навивачи, со атмосфера, кога ќе се даде гол, со оние познати навивања на шкотите особено кои што ни влегува во душа, што се вика нивните навивачи, и норвежаните со нивното веслање, тоа го фаќавме од толку блиску до нив, што се вика, и тоа е нешто различно од сето претходно што било. Тоа ќе го памтиме. Тоа е одговорот на прашањето Наташа многу добро го објасни овој момент. Тоа е нешто кое го немало на претходните 95 светски првенства кај што јас сум бил, а за кое ти ме праша ако правиме спореди. Од 90-та година, од едно светско првенство, каде што настапуваа играчи како Тото Скилачи, како Диего Армандо Марадона, како Бреме, од преку 94-та и славното финале на
на Бразил, Италија, фудбалски спектакл. 98 славната генерација на Хрватска, со кој ти имаше можности и да разговараш до денес, колку се смени односот, пристапот, можноста да се дојде до играчите, како денешните фудбалски звезди реагираат, комуницираат со новинарите, особено во тие микс зони, колку е можно да се дојде до нив? Па прво, морам да ти кажам, 90-94, па дури некаде до 2002 во Јапонија и Кореја немаше таква отвореност нити тие микс зони, имаше класични пресконференции. Многу тешко се доаѓаше единствено ако си, например, аргентинец, бразилец, па имаш блиски конекции со фудбалерите и тренерите, ќе додеш до таа непостојна комуникација. Меѓутоа, добро се сеќавам, Пјерлуџи Колина го отвори прв тој катанец, да речеме, го скрши кога на финалето 2002 Јапонија и Кореја даваше изјави на пресконференција, а го судеше финалето. Како Славко Винчич, што се знае дека го судеше сега, така се одржа пресконференција со новинарите, се сликаше, се гушкаш. Сега не знам, малку е сега тоа веќе многу на горен левел отидено, на многу големо ниво. Например, Наташа го снимаше Халанд од микс зоната на 2 метра. А сепак Македонија, може би Наташа треба да го објасни тоа подобро. Па не, значи Како беше тоа убаво чувство? FIFA има строги правила. Види, Кирило, значи проблемот со нас како држава и како македонци и нас како новинари од Македонија дојдени на ова светско првенство, па и претходните што кажувам Јалче, ние не почитува FIFA со самото тоа што ти за финалето имаше многу луѓе што останаа надвор. Да. Значи не им дадоа карти на новинари. Медија тикес не доби. Ти имаш акредитација, сама по себе не е карта, тоа го знаат сите нели што членуваат во FIFA. И поентата е, FIFA може би само заради тоа што бевме единствени од Македонија, нас не ги дозволуваше тие пристапи. Но тоа што сакам да кажам е толку многу притисок има од новинари, од целиот свет. До нас седеа некои што не ги знам државите нивни кај се, добро и они не знаат нашата што е, но ние сме како фудбалска федерација одржуваме контакти во сите овие години со FIFA, нели доаѓаат кај нас, одиме таму, сето тоа функционира на некое убаво ниво, но многу сме далеку генерално од Англија, од Шпанија, од Аргентина, од Бразил, од Белгија. Дори од Хрватска. Далеку сме, нас ни дозволија да влеземе во микс зоната и никој тука не те брани. Тогаш никој не те гледа ти од кај си новинар, па дали си ти од тука и можеш да поставиш прашање или не. Проблемот е да го добиеш акцесот, да влезеш. После тоа си фри, не можеш да го добиеш влезот да влезеш. Не, акцентот го ставам на тоа, исто како го кажа во едно од нашите видеа, исто како фудбалските клубови. Кога некој наш фудбалски клуб ќе изигра повеќе кола во европско надпреварување, нели ќе има успех и резултат, потоа се качуваме на исто како репрезентацијата, се качуваме на ранг листата по бројка која сме. Исто е и со новинарството. Со акредитацији. Со акредитациите. Ако на овие 10 светски првенства во 35 години, 6 колку се Дургутов отишол да бил присутен, го држи ја држи, како се вика, тензијата тука не има, ја има Македонија на светските првенства. Замисли, еве, ние не доаѓаме сега, македонска репрезентација не била на ниту една од овие 10 квалификувана, Македонија не играла на светско. И сега, ако немало новинар, немало ниту еден новинар од Македонија, не знаат луѓето кај сме, не познаваат. Тоа е малку е неубаво чувството, тешко е да си таму сам, ја нема твојата репрезентација, нема луѓе од Македонија, не ги гледаш, еве имаше момчиња, некој видов по социјалните мрежи со македонското знаме долу на теренот, некој нас не прашуваа зошто ние немаме, строги се правилата на FIFA. Нас не ни дозволуваат да внесеме национално обележје во новинарската ложа. Трибината е публиката. 100 различни знамења во новинарска ложа би имало 100 различни држави. Замислите сега сите новинари од каде се доаѓаат и сите да го носат своето знаме на што ќе личи новинарската ложа. Не дозволува FIFA. Ние не сме фудбалско дрво без корен, Кирил. Мислам, швајцарците знаат дека играме со они, белгиците добро не познаваат, германците сега имаше еден германски новинар со кој што заедно движевме. Ако може ова да го кажам, мислам дека е убаво, имате добра гледаност како телевизија, ќе се шерува и ќе го слушнат многу и гледачите и новинарите, да не речеме пријателите наши, сега малку ќе бидеме поотворени, и оние непријатели условно кажано, кои не подржуваат многу, меѓутоа не се, тука нема нешто замерки се. Значи овој процес е опен процес.
за акредитирање за това. Ова не е затворен процес специјално за Мијалче. Еве ја ќе се здравам Наташа ќе изем. Јас сум тој што сум упорен, тврдоглав и наечија. Сум взимал потрошувачки кредит и долам на светско првенство. А сакаш, веројатно сакаш не, ти кажувам. Значи јас го градам тој пат и од 2006 година, кога имаше на 10 спортски новинari од Македонија на тоа светско првенство во Германија, на сите наредни сум единствен и тоа не е добро. Не е добро. И не може некој да каже проблем се парите да отидеш во Бразил. Па не требаат 100.000 евра. 10.000 евра требаат кои за 2 спонзора, 3 спонзора не се ништо. Малку да не положам темата. Бидејќи го следиш квалитетот на надпреварувањата сите овие години, ние често бевме далеко од светските првенства, 5-ти, 6-ти во квалификациите низ годините во минатото, меѓутоа сликата се смени пред претходните две светски првенства. Еднаш игравме финале бараж за светско првенство, оваа година за жал бевме поразени во полуфинале од Данска. Колку сме далеку играчки, можеме ли да се надеваме на настап на едно светско првенство, особено сега кога веќе зборуваме за еден поширок формат на надпреварување? Мала дигресија пред да ти одговорам, многу добро прашање. Кога гостував на одредени телевизии пред 10 години и кога ме снима, велев дека Македонија има сила и ќе игра на европско првенство. Тоа се оствари. Тоа се оствари во Буково. Јас сум го кажал тоа и ги чувам снимките. Кога некој ќе ме закачи, му пуштам со татум кога сум кажал. Сега ви кажам за светско првенство. Меѓутоа имам песимистички став. Кога Македонија со оваа изворена фудбалска генерација, кај што имаме 5 асови по линија, Столе Димитриевски, тоа е извореден голман меѓу првите 10 у цел свет е Столе Димитриевски. Вие може да верувате или да не верувате, видите ги статистиките. Го имаме Мусли од позади кој што игра у втора Бундеслига, изворедно изигра 2 циклуса на квалификација. Го имаме Елмас Барди, тоа се веќе 5 луѓе на средината. Центарен дефанзивец или заден дефанзивец, како ги викаат. Не секам да се мавам сега точно со зборовите. И имаме 2 крилни напаѓачи, Лиовски или не знам, Миловски кој играше за Мајорка. Значи 6-7 квалитетни фудбалери. И многу ми е криво, ја не можам да се простам, Македонија требаше да игра на светско првенство. А квалитетни во однос на кого го гледаш квалитетот? На Коросави, на Зеленородски остров, на Узбекистан, не знам на кого. И Белгија, сега малку Наташа ме зезна слова. А не, во однос на кого квалитетот ние јас ги почитуваме, тие ни се најдобри, нас ние немаме подобри можеби од нив, него во однос на кого квалитетни? Значи ние во овие квалификации, во овој квалификационен циклус, мислам дека и раководството на ФФМ со одредени своји изјави премолчано го признаа тоа и тоа е доблест, тоа не е мана, дека можевме многу повеќе. Зборувам за врвните луѓе, да не ги спомнувам имињата, и у спортскиот директорија бил и у претседателството, управниот одбор. Ако Белгија ти доаѓа у Скопје клекната на колени, уморна, со куп утакмици, со 23 повредени играчи, се влечат по теренот. Белгија е секако појака од нас, меѓутоа моментот ти да победиш Белгија го имаш тогаш. А ние бевме Кирил 6 кола на начело на табелата. Не 6 кола. Ние против Велс принехме гол, дадовме 90+1. Не автобус, бре, ќе паркирам 6 автобуси и не може гол да ни дадат. И ќе победам 1-0. Да довршам. Сега сум голем песимист и мислам дека оваа генерација, сакала или не сакала, полека ќе се растори, можеби не според имињата, меѓутоа според желбата, квалитетот, ентузијазмот, енергијата која имаат играчите. Сега не е исто Елмас да игра на 24 и на 28. На памет зборувам сега, да не бидам погрешно сватен. Мислам дека посебно што имаме многу силна квалификациона група, ние со Швајцарија ќе поминеме, не знам како. Јас за разлика од Мијалчите му се вметнав во разговорот со опозит, ФИФА ако нешто наумила ќе направи, 64 репрезентации ќе има, затоа што све до сега што видовме ние, абе ова не е нормално, не може да биде. Абе Доналд Трамп ќе бил на сцената, ќе го давал ова, не знам што ќе стоел, не може да биде, не е по протокол. И си стоеше човекот на сцената, и го бркаат и не си оди, и најавуваат 64 репрезентации и ќе ги има, ќе видите дека ќе ги има. И јас сум оптимист, Македонија ќе игра на светско првенство затоа што ќе има 64 репрезентации. 10-то светско првенство е одработено за тебе, Наташа, за тебе. Второ, за брзо репрезентациите ќе ги почнат своите квалификации, кога ќе почнат вашите подготовки за патување на следниот мундијал? Подготовките се почнати со Дургутов, нема шега. Значи Дургутов е тип на човек кој што живее за тоа и
подготовките за овој World Cup беа почнати додека се играше Катар. Значи Катар кога се играше, тогаш почнаа подготовките за ова светско. Сега заврши ова светско подготовките за следното, се веќе почнати. Сериозно зборувам, не се шегувам. Само ќе ти Навистина. кажам два податока. Значи има македонска емиграција во Аргентина која отидена меѓу првата и втората светска војна. Јас со тие луѓе сум седел овде во Америка пред 10-12 години. И ме викале на гости долам, бидејќи пред долам во Бразил 2014 не бев отишол во Јужна Америка. Така да нас Парагвај не виси сега, иначе Уругвај и Аргентина ни се покриени, исто како што го гледате позади нас. Ова е куќата кај што живее сестра. Ја имам сестра тука во Бостон. Не, сестра ти живее во куќата во центарот, Нивна е ова куќата. Да, нивна е куќата. Да. Не живеат, ама нивна е куќата. Внуката живее овде. Се обидувам да кажам, порака до тебе, до сите кои сакаат, се може да се направи. Може. Само треба добра организација. Да се надеваме дека на следното светско првенство ќе ја гледаме Македонија, дека ние најпрвин ќе се видиме во Монтевидео, а потоа во сите други земји каде што ќе се игра светското првенство. Ви благодарам на двајцата за разговорот, за одвоеното време. Ви благодарам за тоа што бевте дел во Америка како македонски новинари и за тоа што ни ја пренесувавте сликата од Америка. Чулте Господ и благодарам искрено и за поканата за гостувањето од моја име, од име на продукција Скок и на YouTube канал Дургутов. Посакувам да се пласираме, посакувам да бидеме заедно, вклучувајќи и тебе и сите многумина. Ви благодарам и се надевам се гледаме на следниот мондијал. Добрички од мене.